Утрински стихови од Библијата. 24 декември. Што подготвува Бог за оние што го љубат? Туку како што е напишано: што окото не виде, што увото не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. 1 Коринтјаните 2:9. Јован го чул ветувањето дадено на сите кои верно се борат против злото. На оној што победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, што е во Божиот рај. Јован видел дека Бог кон својата светост, правда и сила припојува исто така и милосрдие, нежност и љубов. Видел дека грешниците наоѓаат татко во оној од кого некогаш се плашеле поради своите гревови. И насочувајќи го погледот кон другата страна на зенитот на оваа голема борба, тој ги видел на Сион победниците, кои стоеа на стакленото море и имаа Божји харфи, и ја пееја песната на Божиот слуга Мојсей и песната на јагнето. Од страв идното наследство да не изгледа премногу материјално, мнозина символички ги представуваат токму оние вистини што ни овозможуваат ова наследство да го сметаме за наш вистински дом. Христос ги уверувал своите ученици дека тој оди да им приготви станови во куќата на Отецот. Оние што ќе го прифатат учењето на Божјата реч во врска со небесната татковина не можат да останат неинформирани. Сепак, што око не видело, што уво не чуло и што во човечко срце не дошло, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Човечкиот јазик не може да ја опише наградата на праведниците. Тоа ќе им биде можно само на оние што ќе ја видат. Небото е училиште. Неговата област на проучување е Вселената, а неговиот учител бесконечниот. Гранка на ова училиште била отворена во Едем. И кога планот на спасението ќе се оствари, образованието повторно ќе продолжи во небесното училиште.